Градиме да трае. Стариот концепт во принцип има две опции. Тоа е имплементација на инфраструктура по договор кој е заснуван на договорните услови на црвениот фидик и договор за изградба на инфраструктура, линиска инфраструктура, тоа значи патишта и железници, кој е заснуван на концепт на жолтиот фидик. Која е основната разлика? Основната разлика е дека досегашниот концепт кој кај нас најмногу се применувал и е многу поблизок до оној концепт кој се применувал и во социјалистичките времиња од поставувањето на државата и подоцна, тоа е кај нас многу поблизок до меѓународните договори оној црвениот фидик. Тоа значи дека ризикот за проектирање е кај инвеститорот. Односно, инвеститорот го превзема ризикот за подготовка на проектната документација и најмува изведувач кој треба по тој проект да го изведи договор. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Design process, we first need to study on the alignment and fix the alignment in sections. Then also together with that we get the urban plan approval. Then we have initial design packages to be studied. Then design review, which is technical control, kicks in. Then the construction can start and progress can start. And the next phases can continue. Then the next design stages, following locations can continue to progress. So it can go parallelly. This system also avoids delays which might happen due to small adjustments and further studies of design details, because this allows those to be solved during design process is ongoing while the construction is also ongoing. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Во договорните услови со Бехтел Ленка за прв пат како проектанти, нашиот договор содржи многу два интересни детали. Еден дел е класичниот момент клаузула за обезбедување гаранции за исполнување на договорните обврски во поглед на квалитет и рокови. Меѓутоа, има една многу важна поента во договорот. Се бара осигурување од штета проектантска, која е значителна, значи која бара сигурност, знаење и храброст да се влезе во еден таков договор, и што е најбитното од се, таа одговорност за штета не е за моментална штета, него за идна штета со одреден рок на важност. Значи, не само додека го предадеме проектот, него одговорноста за штета ќе важи се до завршувањето на градбата на проектот. Тоа е една интересна работа за која вреди да се размисли, да се вгради во сериозните инфраструктурни проекти. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Бехтел и Енка се две големи градежни компании со меѓународно реноме, кои работат заеднички на инфраструктурни проекти широм светот. Бехтел е американска компанија со седиште во САД, основана во 1898 година.
Специјализирана е за големи градежни и инженерски проекти, како што се автопати, железници, енергетски постројки и индустријски објекти. ЕНКА е турска градежна компанија со глобално присуство, основана во 1957 година. Има долгогодишно искуство во изградба на автопати, мостови, енергетски објекти и големи инфраструктурни проекти. Бехтел и ЕНКА работат на изградбата на дел од коридорите 8 и 10D во Македонија, кои се дел од големите инфраструктурни проекти што треба да ја подобрат поврзаноста во земјата и регионот. Овој проект е еден од најголемите инвестициски проекти во македонската инфраструктура во последните години. Кои се очекувањата од ангажирање на Бехтел и ЕНКА? Забрзана изградба на автопатите. Договорот предвидува брзо и ефикасно завршување на делниците со користење на најнови технологии и методологии во градежништвото. Подобрување на инфраструктурната мрежа. Очекувано е автопатите да го олеснат транспортот, да ја зголемат безбедноста и да ја подобрат економската поврзаност со соседните земји. Создавање нови работни места. Ангажманот на локални работници и компании може да придонесе за економски раст и развој на градежниот сектор. Финансиски и правни предизвици. Договорот со Бехтел и ЕНКА предизвика јавни дискусии околу транспарентноста, цената на проектот и начините на негово финансирање. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Мислењата на македонските градежни компании за соработка со конзорциумот Бехтел и ЕНКА се поделени. Додека некои македонски градежни компании ја гледаат соработката со Бехтел и ЕНКА како можност за развој и учество во значајни проекти, други градежни компании изразуваат загриженост за потенцијалните негативни последици врз домашната економија и работната сила. Македонските градежни компании предупредуваат дека околу 2 милиарди евра од домашниот буџет ќе се одлеат кон странски компании, со што ќе се загрози опстанокот на домашниот градежен сектор. Македонските градежни компании го истакнуваат и проблемот со недостиг на квалификувана работна сила во градежништвото. Здруженијето за градежништво наведува дека во изминатите 5 години бројот на вработени во овој сектор се намалил за повеќе од 12.000 работници, што представува предизвик за реализација на овие проекти. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Македонската влада во март 2023 година го склучи договорот со Бехтел и ЕНКА преку директни преговори, без класичен тендерски процес, со што оневозможи македонска компанија или конзорциум од македонски компании да биде главен проектант и главен изведувач на проектот. Официјалните причини склучување на договор со директни преговори за тоа беа забрзување на изградбата на инфраструктурата. Владата тврдеше дека со тендерската постапка би се изгубиле повеќе години во бирократски процедури, жалби и потенцијални судски постапки. Со директниот договор наводно се избегнувале одложувања и проектот би почнал побрзо. Властите тврдеа дека Македонија нема доволно капацитет да спроведе самостојно ваков голем проект. Примерот на соседните држави. Слични договори без тендер беа склучени и во Србија и во Албанија, и истото се користеше како аргумент од македонската влада. И во овие земји Бехтел и ЕНКА ги доби договорите на сличен начин. Специјален закон за Бехтел и ЕНКА. За да се овозможи ваков договор, владата усвои посебен закон кој ги прилагоди процедурите според потребите на проектот. Ова предизвика критики дека се прави закон по мерка на една компанија. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Контроверзии и критики. Иако владата тврдеше дека овој договор е најдобрата опција за државата, многу експерти и опозицијата го критикуваа со следните аргументи.
Недостапност. Договорот беше потпишан без објавување на сите детали, а трошоците останаа нејасни за јавноста. Висока цена. Според критичарите, проектот би можел да биде поскап во споредба со тендерски модел. Губење на можност за домашни компании. Без тендер, локалните градежни фирми немаа можност да конкурираат за главниот договор. Кога се потпишуваше договорот, тогашната опозиција сметаше дека договорот е сомнителен и штетен за државата и домашните компании. Денешната власт ги презема обврските од договорот и се надева на успешност во реализацијата. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Пред да преминиме на новиот концепт за градежниство, сметам дека е добро да објасниме што подразбира оној стар концепт, односно оној кој досега се применувал, не само во Македонија, туку и во други земји во светот. Стариот концепт во принцип има две опции. Тоа е имплементација на инфраструктура по договор кој е заснуван на договорните услови на црвениот фидик и договор за изградба на инфраструктура, линijска инфраструктура, тоа значи патишта и железници, кој е заснуван на концепт на жолтиот фидик. Која е основната разлика? Основната разлика е дека досегашниот концепт кој кај нас најмногу се применувал и е многу поблизок до оној концепт кој се применувал и во социјалистичките времиња од поставувањето на државата и подоцна, тоа е кај нас многу поблизок до меѓународните договори оној црвениот фидик. Тоа значи дека ризикот за проектирање е кај инвеститорот. Односно, инвеститорот го превзема ризикот за подготовка на проектната документација и најмува изведувач кој треба по тој проект да го изведи договорот. Значи, тоа што кажа и колегата од Гранит, во овие меѓународни договори е избалансирано кај е ризикот. Во црвениот фидик, ризикот е кај инвеститорот, односно тој го спрема проектот, додека другиот модел на договори, кој кај нас многу помалку се применува за градба на линijска инфраструктура, тоа е жолтиот фидик. Единствен тендер кој јас знам дека е сега распишан, како што кажа директорот на Македонски железници инфраструктура, тоа е третата фаза на пругата кон Бугарија, од Крива Паланка до Девебајр, која ќе биде распишана по жолт фидик. Тој жолт фидик подразбира дека ризикот за проектирање е кај изведувачот. Тоа значи дека сите ризици кои се поврзани со проектот се кај изведувачот. Тој има обврска да проектира и да гради. Тоа се тие два концепти кои не само кај нас, туку секаде во светот се применуваат. Инвеститорот во принцип пред да донеси одлука кој тип на договор ќе го применува во овие меѓународни договори, треба да направи добра процена на ризикот. Како пример, ако имате, како што овде се разговараше, слабо подготвена проектна документација, односно проектна документација која е на ниво на идеен проект, кој што се разговараше за Кичево Охрид проектот, многу е пологично да го распишете договорот по жолт фидик, односно ризиците на проектирањето да му ги дадете на изведувач. Отколку кога знаете дека имате слабо изработена проектна документација, кога има многу измени во тек на градба, да распишете по црвен фидик кој во принцип е мерени количини. Значи тоа е во англиската литература measured quantity contract. Значи тоа е договор во кој се мери количини и се проверува квалитетот. Така да ако на почеток се насади дрвото накриво, многу е веројатно дека тоа и накриво ќе расте. Или ќе треба многу значителни напори на сите чинители да се исправи тоа што на почетокот се донела погрешна или не толку добра одлука, односно да се распише договор кој не одговара на проектната документација. Сега тоа што изведувачот или стратешкиот партнер на владата го промовира, Бехтеленка, тоа е некој трет тип на договор, кој јас прв пат се сретнав пред година дена. Тоа е некој модифициран црвен фидик. Еден од аспектите кои влијаат на ненавременото отворање на инфраструктурата покрај овие финансиски аспекти кои ги спомнавте, сигурно и намалувањето на приходите. Ако автопатот се отвори порано, значи побрза наплата на патарини, поголеми приходи, меѓутоа има и многу други социјални и економски аспекти кои треба да се разгледуваат. Например, автопатите значат побезбедни патишта. Тоа значи помалку луѓе
ќе бидат жртви во сообраќајни несреќи, ќе се патува побезбедно, дури и кога се патува со константни брзини од 100 или 110 км на час, верувам дека со 130 ќе се патува, по постоечките и по новите патишта, дури емисијата на штетни гасови е помала отколку се вози по кривини, така да тоа дури попозитивно влијае на животната средина. Друг аспект се трошоците за одржување на возилата. Едно е да возите по пат кој има доста дупки, амортизацијата на колата на автомобилот е поголема и тие трошоци сигурно треба да се земат во предвид. Сега ќе му дадам збор на представниците од конзорциумот Бехтел Енка кои се стратешки партнер на владата, тоа е господинот Джош Бейкер од Бехтел и господинот Чамбер Катила од Енка. So Josh and Chamber, please, I would kindly ask you. Би ве замолил љубезно да презентирате што овој нов модел на договор представува, што го нудите на земјите. Тоа е нешто ново за нашата земја, но е имплементиран во неколку земји во регионот. Знам дека така се работи во Хрватска, на Косово, Србија, Босна, Румунија и други. Така што ве молам, просветлете не во однос на овој нов вид договори што им го нудите на владите во регионот. Благодарам, Дарко. Министре, директоре, дами и господо, големо задоволство и чест што сум тука. Благодарност до организаторите и за комората што го организира овој настан, а особена благодарност за последниот панел што го слушнавме претходно. Навистина беше неверојатно отворен, со добра дискусија и се надевам дека ќе бидат помош, бидејќи многу лекции ќе научиме. И сега да се навратам на заедничкиот потват Бехтел. Јас пред Бехтел работев како номад во Доха на метроата во Лондон и во Ријад, LNG објекти, и имав привилегија да работам и на Косовската рута 7 и рута 6, што ги гледате зад мене на екранот. Кога јас и Чамбек работевме на овој автопат, се надевавме дека ќе одиме од Косово во Македонија во 2019 година. За жал не се случи така, мора да одам во Саудиска Арабија, работев на метро и од најнеодамна на Неонскиот мегаград. Чамберг со заеднички потоа оди во Србија за да ја унапреди работата таму, но навистина сме задоволни конечно што сме тука во Северна Македонија со вас на овој навистина возбудлив предизвик пред вас. Големо задоволство ми е што сум повторно на Балканот и возбуден сум во врска со предизвиците што се пред нас. Како и многу да знаете, имаме ние долга историја на работа на Балканот. Всушност започнавме во Турција во 80-тите од минатиот век, како што работевме го заеднички, потват се преселивме на Балканот и во Хрватска во 1998 година и навистина работевме на финеси и рафинирање на приодот на различни места и со различни клиенти со кои што работевме, и многу од луѓето кои беа се на наши проекти денес работеле најмалку на два други проекти претходно, и јас сум еден од тие. Работевме на автопатот во Албанија, да Косово, рути 6 и 7, секојаш сме горди на фактот што се ангажираме со локалната заедница и локалните компании. Како пример, на рута 7 имавме 80% од работените од Косово, на рутите 6 и 7, на тие патувања работивме повеќе од 11.000 луѓе на Косово. Сите тие луѓе поминаа низ наши сеопфатни програми за обука и од Косово заминавме не само со изграден автопат, туку мислам дека таму оставивме постојана разлика. Друго едно постигнување, рута 7, вистински сведок за тоа кога ќе се спои се, кога ќе се здружи се. Подпишавме договор на Косово. 18 месеци подоцна можевме да ги отвориме првите 30 километри. Навистина работиме брзо, со неверојатни постигнувања. Многу од предизвиците за кои што се разговараше на претходниот панел за однос на експроприацијата и пристапот на земјиштето,
тука работевме во блиска соработка со владата и тука сме за да ги надминеме тие слабости и навистина беше прекрасно да се биде дел од таа соработка. Нашиот процес постојано се развива, ги исполнува очекувањата на нашите клиенти со високо квалитетни решенија за автопатишта. Знаеме дека еден приод не мора да значи дека е добар за секаде. Секако дека има предизвици кои се соочувате тука. Знаеме дека има предизвици со други производи и не сме наивни дека нема да има предизвици за нас и токму затоа толку беше драгоцена и за мене многу корисна дискусија на претходниот панел со сите тие поратни информации. Навистина сакаме да изградиме добро партнерство тука, како со ланецот на набавки, со локалните луѓе, со локалните заедници и очигледно со клиентот. Клучни елементи нашиот пријат, ние можеме да проектираме, експроприираме и градиме истовремено, паралелно. Навистина се фокусираме на приоритетни подрачја каде што можеме да добиеме пристап, каде што има минимални објекти што треба да се експроприираат и минимални предизвици да можеме да влеземе, да почнеме да градиме и потоа да се шириме, како што се развива експроприацијата, проектирањето и како што ние продолжуваме да мобилизираме, да се мобилизираме. Тоа што го правиме, мислам дека веројатно е различно од она што се случува во минатото, е дека ние навистина работиме во тесна координација со владата на тие клучни критични активности, каде што работиме на експроприација. Тука имаме специјални договори, односно книги за експроприација подготвуваме во име на владата, ние сме специјализирани за тоа и успеваме да ги уведиме дека тоа ќе го направиме брзо и второ ќе се фокусираме на најважните подрачја за нас изведувачите. Истото се однесе на проектирањето. Ние работиме на управување со проектантите за да ги фокусираме нивните активности на тие подрачја каде што ние мислиме дека пристапот ќе се случи најбрзо и каде што има најмалце предизвици во однос на дислокација на објекти и не мислам дека тоа, не мислев претходно дека тоа е предизвик, но сигурно тука е сечењето на шумите, процесот на сечење шуми тука е комплексна работа и вклучува многу различни страни и организации и навистина одзема многу енергија од мојот тим и од тимот на директор за секој елемент да се донесе на елементот каде што ќе се земат документите и писмата за да се оди на следното место во обид да се постигне оден напредок. Голем фокус за нас, а ова беше допредно и претходно на претходниот панел, не можете никош да имате доволно геотехничка работа и не може никош да навршите брзо. И затоа нашиот фокус од самиот почеток е да добиеме пристап што е можно побрзо до државните документи за да добиеме пристап и да го изработиме проектот. Тоа го правиме на методичен начин за да геотехничките истраги резултираат така што ние ќе добиеме приоритети кои што ќе се вклопа во нашиот проект во подрачја така што најмногу сакаме да работиме. Друга работа што ние сметаме дека навистина е важен дел од она што го работиме е нешто дека мислиме дека клиентите и општата јавност ги ценат, а тоа е нашиот фокус на обидот да ги најдеме, да ги завршиме делниците што е можно побрзо и навистина откако ќе биде годов автопатот за нас тој не е битен. Сакаме што побрзо да го предадеме во интерес на јавноста. Уште еден фокус тука, значи за нас е идентификување на тие делови на усогласувањето што ќе можат најбрзо да се предадат на јавноста на користење. Веќе спомнав, но навистина се грижиме за максимизирањето на локалната ангажираност и локалните концепти, како со добавувачите, така и со подизведувачите и нашите инвеститори. И нашите вработеници. Ако зборуваме повторно за автопатот, мислиме дека има многу пошироки придобивки кога ќе почнеме со изградбата на автопатот. А овие работи
Знам дека Чамберг и јас во нашите собствени компании и ние навистина се грижиме за тоа. Се работи за интегрирање со заедницата, да се влезе во училиштата, во универзитетите, да се обезбеди дополнително едукација. Ние испорачуваме лекции за сообраќај на безбедност, одиме во училишта и се обидуваме да ги инспирираме идните генерации на инженери и градежни специјалисти со така што ги представуваме нашите таленти и искуство и навистина се обидуваме да се ангажираме околу училишта. Исто така сакаме да мислиме дека навистина има предизвици во изградбата на автопатите за во однос на заштита на животна средина. Ние и тука вложиме напори. Всушност, ние како тим во сабота наутро ќе одиме гостивар за да завршиме со кампањата за прибирање на ѓубре на отпад во гостивар. Се работи за менталитетот на луѓето во регионот во врска со нивното окружување. Последните 5 години во Саудија Аравија, навистина во вашата земја е сосема поинаква ситуацијата и се надам дека така и ќе остане. Исто така лансиравме кампања, велиме не на единечната употреба на пластика и затоа Чамберг и јас одбивавме набавка на пластични шишиња. Имаме повеќе од 3000 работници. Тие да испијат по едно шише ќе се собират 18.000, 3.000 вработени. Од тоа е за 5 години од тука до Истанбул, повторно назад и од тука пак до Истанбул да се наполни со пластични шишиња. Тоа е огромна количина на пластика што ние се обидуваме да искорениме. И тоа на еден по-робустен начин на употреба на садови за пиење, со што ќе се прекине тоа што сме го правиле и навистина сакаме всушност да го смениме начинот на размислување и менталитетот. Навистина сме горди дека само 6 месеци по подпишање на договорот почнавме со перманентни работи во септември. Тоа е огромен напор од нашиот тим и секако на сите агенции и оддели во владата кои што навистина заврши огромна работа да го поддржат тој брз напредок. Брзо го мобилизираме нашиот тим, веќе подпише 55 договори со изведувачи со различна сложеност, 50 од нив се од Северна Македонија, имаме 180 директни вработени и веќе имаме 120 лица од подизведувачите, имаме 3 канцеларии, една во Скопје, една во Прилеп и една во Гостивар. Така што навистина сме возбудени со тоа што го постигнавме досега, но гледајќи нанапред, ние напредуваме со проектирањето и со геотехничките истражувања, со сеќањето на дрва, дизајнерат, проектирањето на дислокацијата на објектите, сето тоа го правиме со поддршка на владата, нашите изведувачи и пиесар. Работиме наистина напорно да ги унапредиме овие позиции, така што земно очекуваме да се работиме со секој, да се ангажираме со локалните изведувачи, со факултетот, со локалните заедници. И како што реков, не сме наивни во однос на предизвиците и со возбуда очекуваме да ги надминеме заедно. Нешто што сакам да го кажувам е дека нема да изградиме само автопат, туку заедно преку обуките и ангажираност во заедницата и во ланецот на набавки и во училистата и со други заинтересирани страни од владата, се надевам дека ќе оставиме наследство што ќе овозможи Северна Македонија да се развија и ќе оставиме трага што ќе остане многу подолго од како ние ќе заминеме од тука. Благодарам. Благодарам, Джош, за сеопфатната презентација. Не обезбедивте јасност во врска со договорот. И имам уште едно прашање за Чамберг. Прв пат го добивме нацрт договорот и почнавме да преговараме. Во самиот процес на проектирање видовме дека проектирањето не е она стандардно како
што досега се проектирало, туку нивниот начин на проектирање е поделен во неколку фази и секоја фаза си има фаза на одобрување по која што може да се реализира. Без јас да го прераскажувам тоа, ќе му дозволам на Джамберг да го објасни тој процес. Thank you very much, Darko. And before starting to respond this question, this is Jamberg Attila, and Josh, in fact, thanks to him, explained and introduced us. And I'm very happy to be here, and we as Bertalenka are very happy to be here. Coming back to the design approach, the standard approach is, in fact, I'm putting aside all feasibility studies to be done in the beginning. It requires design completion and then construction permit and expropriation, then construction can start. Of course, this sounds short when you speak it, but it takes a lot of time as it has been experienced throughout years. This approach might be more suitable for fixed location, vertical construction projects like high-rise buildings. I mean, you can have the design completed and then you can start construction, but motorway construction is a linear work. This allows many work fronts at the same time at different locations, and this opportunity can be used. So in terms of scheduling terms, I can explain this like this. We don't need to link everything finish to start, but we can link things start to start wherever possible, which will definitely accelerate the progress. I mean, we don't need to wait for design of all locations to be completed in order to start construction of a location. We don't need to wait for, let's say, lighting feature detail design to start clearing and grubbing excavation. We don't need to wait for expansion joint or handrail details to be designed on a bridge to start piling and foundation. This way we can accelerate the works. And for design process, we first need to study on the alignment and fix the alignment in sections. Then also, together with that, we get the urban plan approval. Then we have initial design packages to be studied. Then design review, which is technical control, kicks in. Then the construction can start and progress can start. And the next phases can continue. Then the next design stages following locations can continue to progress. So it can go parallelly. This system also avoids delays which might happen due to small adjustments and further studies of design details, because this allows those to be solved during design process is ongoing while the construction is also ongoing. This is pretty much what I want to say. Thank you. Thank you, Jamberg, for the explanation of Благодарам, Джамбер, за објаснувањето за различните приоди кон проектирање, што е друг случај, тоа не може тука да се... Кој Јанески, покрај што е представник на комората, вие сте представник и на ГИМ, Градежниот институт за Македонија, кој е дел од овај проект во фазата на проектирање. Значи, вие, пошто нашата компанија е надзор, вашата компанија, односно Градежниот институт Македонија, ќе биде вклучена во проектирањето на делницата 4, тоест Прилеп Битола. Тоа е оно што го кажа и Джордж, дека ќе работи со локалните фирми кои имаат искуство и знаење, дека ќе ја поддржат локалната економија, така да вие сте вклучени како проектант. Меѓутоа, вашата компанија, според тоа што го разговаравме, има и претходно искуство со Бехтеленка, односно имате искуство во Србија, па бе ви дал збор ако може да го кажете кој е вашето искуство во работа со нив и вашите согледувања околу овој
концепт на модел на договор кој го нудат тие во регионот, а и низ светот. Повелете. Благодарам. Стварно е голема чест да се учествува на овакав значаен настан по повод на првата конференција за патната инфраструктура. И она што можам да го кажам, дека големиот интерес, присуството, многу плодните дискусии на сите панели само докажува дека сме свесни за сериозноста. Ќе се послужам со терминот од првиот панел крстопатот, малку и во ќе го потребам и терминот кружниот тек. Меѓутоа се чувствува една многу позитивна енергија и желба да сите заедно ги надминеме сите овие тешкоти што минативе години сите не измачува и сите бевме незадоволни, сите губевме и на крајот се надеваме дека ќе резултира со многу поуспешни проекти и создавање на подобрување на конкурентноста на домашните компании. Точно добив задача да во двојна улога овдека говорам и од позиција на подпредседател на Сдруженијето за градежништво, меѓутоа уште поголемо задоволство е да говорам од позиција на представник на Градежен институт Македонија, кој веќе има голем континуитет во соработка со респектабилната компанија Бехтел Енка и ќе почнам со времето од кога почна нашата соработка. Тоа се случи негде пред 7 до 8 години, ако добро се сеќавам, кога добивме шанса и можност, истовремено беше и предизвик, да одговориме на повикот да се вклучиме во проектот на Бехтел Енка, кој во тоа време се работеше автопатот од Приштина до граница со Република Македонија. Тоа беше голем предизвик, меѓутоа многу бевме посветени и сакавме да успееме со еден ваков партнер да ни се отворат нови видици, нови искуства, добри референци и секако успех во бизнисот. Многу е големо задоволството што таа шанса ја искористивме на најдобар можен начин. Работевме до крајот на проектот во Косово, кога почна проектот во Србија, исто така добивме покана да се вклучиме на тој проект и ден денеска таму работиме. Врв на континуитетот во сработката е она што сега го добивме во Македонија. За разлика од проектите во Косово и Србија, ќе кажам што точно таму работевме, во Косово и Србија добивме задача да работиме на геотехничките истражни работи и во текот на градба да учествуваме во контролата на квалитетот. За нас, како специјалисти во тој дел, е многу големо задоволство и признание што токму на такви позиции добивме можност да работиме. Денеска на претходната панел дискусија можевме да се увериме колку значајно е она што ние го сработивме и во Косово и во Србија. Геотехничките истражни работи. Значи, нашето задоволство од тука е уште поголемо, што токму таква важна задача имавме во проектите на Бехтел Енка. Тоа продолжи и тука. Значи, не се работи во Македонија она што ние го имаме договорено со Бехтел Енка, се на многу позиции. Продолживме со истражни работи, завршивме веќе успешно со урбанистичките проекти кои минатата недава мислам дека Министерството за транспорт и врски веќе ги одобри. Работевме дел од геодетски работи, очекуваме делот од проектирањето да забрза во динамиката
И нормално, она што со успех го работевме и во Косово и во Србија е лабораториската контрола на квалитетот. Какви се искуствата? Многу е јасно дека искуствата се на големо наше задоволство, затоа што резултира со континуитет на овој најзначаен проект во Македонија. Она што можеме да го кажеме од нашето искуство за Бехтеленка и сакаме да пренесеме она што сме научиле и што треба сите да се трудиме да го пременуваме во нашето работење, е еден максимално професионален, одговорен однос, почитување на партнери, заедничко решавање на проблеми и нормално можноста да ние нешто научиме од новите знаења и технологии кои што утре ќе ни овозможат да нашата конкурентност биде се подобра. Она што посебно треба да се нагласи и што би го потикнал министерот за транспорт и врски, во договорните услови со Бехтеленка за прв пат, како проектанти, нашиот договор содржи многу два интересни детали. Еден дел е класичниот момент, клаузула за обезбедување гаранции за исполнување на договорните обврски во поглед на квалитет и рокови. Меѓутоа, има една многу важна поента во договорот, се бара осигурување од штета проектантска, која е значителна, која бара сигурност, знаење и храброст да се влезе во еден таков договор и што е најбитното од се, таа одговорност за штета не е за моментална штета, него за идна штета со одреден рок на важност. Значи, не само додека го предадеме проектот, него одговорноста за штета ќе важи се до завршувањето на градбата на проектот. Тоа е една интересна работа за која вреди да се размисли, да се вгради во сериозните инфраструктурни проекти. Значи, вредноста, важноста заслужуваат едно вакво внимание. На крај, мораме да заблагодариме сите како ФЕЛА, дека доваѓањето на Бехтеленка, она што ние како комора, како Стопанска комора и особено како Сдружение за градежништво, не успеавме да се наметнеме во измената на одредени законски решенија, го стори тоа за нас Бехтеленка. Ги детектирале сите можности за успорување на реализација на проектот, понудиле решенија и дојдовме до ова што говореше министерот, новиот концепт и новиот пристап кон водење на вака значајни инфраструктурни проекти. Сега, вон темата ќе ми дозволите, 2 дена размислувам и ги гледам овие браници лево и десно, овдека имаме една патека и малку ме плашат. Меѓутоа се надевам дека сега кој ќе заминеме од тука, ќе ги тргнеме, дека на кружниот тек сме ги одредиле координатите каде треба да се движиме и GPS-от ќе не однесе на правиот пат. Благодарам. Благодарам на господинот Михал за вака јасното презентирање на искуствата и неговото долгогодишно искуство во градежништвото кое го има представувано преку Градежниот институт Македонија, со кој бевме конкуренти за надзорот, ама сега сме на истата страна и претходно. Ние сме позадоволни од страната на Бехтеленка. Проектирањето си го добивте. Многу позадоволни. Значи, ние како држава имаме превземена обврска до 2030 година да изградиме мрежата на европски коридори, која сметам дека е вака доста реален рок за патните коридори. Тоа значи
коридорот 8, коридорот 10 и гранката 10D, кој во принцип тоа вие сигурно го знаете, се дел од една поширока слика која се вика источно-медитерански Босфорски коридор, не се сеќавам точно како беше, меѓутоа до 2030 е многу реален рок да се изгради патната мрежа и до другиот рок е нели до 2050 година да изградиме и железничката мрежа, тоест да бидеме поврзани со Тирана и со Трач, а сам коридорот 10 па да биде кренат на брза железница, така да тоа се вака некои рокови кои веројатно ќе го надминат нашиот работен век, 2030 и 2050, кои треба да ги реализираме како држава и да имаме подобра инфраструктура, а секако во патната инфраструктура после изградбата е одржувањето. Тоа сега го прави една државна компанија, меѓутоа голем дел од градежните фирми кога ќе заврши овој период на изградба треба да се преориентираат на тој дел, односно на одржувањето. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. На првата конференција за патна инфраструктура, искуства, предизвици и перспективи и одржаната 5-та панел дискусија со наслов Нов концепт за ефикасно градежништво, констатирани се следните состојби. Стратешкиот проект на владата на Република Северна Македонија, исклучениот договор со странскиот извидувач Бехтел и Енка и реализирање на автопатските делници, за разлика од предходните проекти реализација на автопатски делници, се реализира и работи според црвен фидик, што возможува поефикасна реализација. Со овој договор и примената на црвениот фидик ќе се проектира и ќе се изведува истовремено. Во овој проект треба да се почитува законот и во услови на странски инвеститор да се поддржи домашната градежна оператива со најмалку 51% вклученост во проектирањето и во изведувањето. Ова ќе обезбеди континуитет во работата и ќе им даде соодветни референции за конкурирање на македонските градежни компании на странските пазари, зголемувајќи конкурентноста на македонските компании. Заклучок. Новиот концепт за градење треба да се применува на сите инфраструктурни проекти. Измените на Законот на градење и на другите закони кои ги обременуваат изведувачите при работа на инфраструктурни проекти се поздравени од бизнис заедницата. Ова покажува дека државата ги следи предизвиците со кои се соочуваат домашните градежни компании, особено при реализација на автопатот Кичев-Охрид, најголемиот капитален проект во последните 10 години. Новиот метод за реализација на коридорот 8 и 10D треба да биде пример за идни капитални објекти, со олеснувањата, како на пример намалување на времето за експроприација, одобрение за градба и за проектирање, со што ќе се овозможи побрз и поквалитетен процес за домашните градежни компании во иднина. Домашните градежни компании мора да бидат дел од реализацијата на капиталните инфраструктурни проекти, а со тоа ќе се овозможи опстанок, а истовремено и за развој на македонското градежништво. План за постапување. Под 1. Примена. Имплементација на новите закони за градење. И под 2. Промоција. Кампањи за промоција на новиот концепт за ефикасно градење. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градежништвото не е само изградба на објекти, туку изградба на нашата иднина, вели Френк Гери, еден од најпознатите архитекти на денешното време. Оваа мудрост не инспирира во нашите напори да промовираме иновации, квалитет и одржливост од сите аспекти на дејноста. Сдруженијето на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите, со гордост ја представува својата мисија за унапредување на градежната индустрија во државата. Како клучен столб на економскиот развој, градежништвото представува основа за создавање модерна и ефикасна инфраструктура која ја обликува иднината. Преку соработката со владините институции, приватниот сектор, академската фил и експертите, Сдруженијето за градежништво работи на подобрување на законодавството, зголемување на капацитетите и на примена на најдобрите пракси.
Иницијативите и активностите на Сдруженијето за градежништво, индустријата на градежни материјали и неметалите имаат цел да овозможат подобри услови за работа, поддршка на инвестициите и унапредување на образованието во секторот. Освен што градежништвото игра клучна улога во формирањето на физичката инфраструктура, тоа има и значаен ефект врз економскиот раст и развој. Инвестирањето во градежништвото генерира значаен број работни места, стимулирајќи го на тој начин пазарот на трудот и потрошувачката. Исто така, секој проект на градежништвото создава потреба за различни производи и услуги кои директно или индиректно придонесуваат за развој на другите сектори во економијата. Организирањето на конференции како ова не само што ги обединува професионалците во областа на градежништвото, туку и промовира знаење, размена на идеи и иновации. Во таа насока, наша желба е оваа конференција да прерасне во традиција, каде заеднички ќе се креира и подобрува градежниот сектор во иднина.